А продолжуваме на слична тема, важноста од спортувањето односно трчањето. Не е добро само за телото, туку и за мозокот. Само 15 до 20 минути дневно трчање може да ослободат хормони ендорфини и серотонини кои што пак го намалуваат на чувство на стрес. Токму затоа, како да трчаме во лето, корисни совети дознаваме од следниот прилог на колешката Ивана Крстевска-Јаневска, која што разговараше со тренерот Кокана Јановски. Кога доаѓа летото, сите сакаме да бидеме во фит форма и да изгледаме убаво, но за да изгледаме фит, треба да почнеме со работа, односно со физичка активност, малку порано, односно уште во текот на есенските денови, за да се подготвиме за наредното лето. Нашиот најпознат маратонец Кокана Јановски, кој што досега има учествувано на голем број на трки, маратони, што во Македонија, така и надвор од земјава. Ова утро за вас и за нас секако ќе сподели совети за тоа што е најдобро и како е најдобро да се трча во текот на летните денови, како да го подготвиме телото и ќе ни каже некои трикови, можеби, кои што тој ги користи во текот на овие топли летни денови. Кокан, ќе ви посакам добро и убаво утро. Најнапред би те прашала со кои предизвици се соочуваат еве тркачите, маратонците и сите оние кои што го користат убавото летено време за трчање во овие жешки летни денови. Добро утро, фала ти за убавата најава. Поздрав до сите гледачи на вашата телевизија. Кои предизвици, која јас секогаш сакам да кажам да го гледаме трчањето од аспект да ни стане начин на живот. Значи да не биде нешто со кое што сакаме да направиме некоја краткорочна цел, како што ете напомена да кажеме да се подготвиме за ова лето да изгледаме можеби подобро, да се чувствуваме подобро, да бидеме у фит форма, туку тоа да биде начин на живот и на тој начин ние нема да имаме предизвици. Тоа ќе биде секојдневие, тоа ќе биде некоја активност што ја правиме секојдневно, во која што секојдневно едноставно уживаме, не прави среќни, не исполнува и на тој начин ние практично нема да имаме некои предизвици. Туку секое годишно време како доаѓа, ние така едноставно само малку некои навики ќе промениме, ќе се адаптираме на, да речеме конкретно сега ете на топлото време и само во континуитет ќе си го продолжиме трчањето. А што се однесува ете, ако може веќе да наброиме некои предизвици, се разбира летното време кое што ете за недела две ќе дојде и официјално ова годишно време, значи си носи своји предизвици од аспект на ете голема жештина, температурни промени, високи температури кои што ете ќе достигнуваат во Скопје па и во Македонија и околу 40 степени, така што секогаш ќе треба да бидеме внимателни во кој дел од денот ќе трчаме, да ги избереме раните утренски часови, ете тие што сакаат да станат рано наутро како мене, да го фатат најубавиот дел од денот, ете изгреј сонцето, одлично, дали пред да одат на работа, дали пред да имаат други активности, приватни или професионални, да се истрчаат, или пак оние кои што сакаат да се наспеат, или пак не им оди во прилог трчањето наутро, ете да трчаат во попладневните часови, подоцна од 18 часот, некои можеби сакаат и навечер, и на тој начин едноставно ќе уживаат и во трчањето, нема да осетат никаква промена, а исто и да внимаваат, се разбира, овој период носи големи жештини, така да соодветно да се хидрираат, да внесуваат доволно течности во текот на целиот ден, а се разбира дека и непосредно пред трчањето и за време на самото трчање. Да, тоа сакав да ве прашам, колку е важна хидратацијата пред, за време, но и по трчањето, некојаш како да подзабораваме за ова, па после тоа ни доаѓаат некои вртоглавици, мачини, па не можеме од кревет да станеме, но сето тоа е доказ дека не сме доволно хидрирани. Да, баш така. Јас дури ете сите овие изминати години што ги советувам сите луѓе кои што доаѓаат на нашите тренинзи или генерално кога кажуваме како да ја подобриме исхраната или слични некои насоки и совети, дури и се чудам како е можно луѓето да не внесуваат доволно течности, особено вода, затоа што водата е најважна, нели? Се чудам како ете некој ќе ми каже па не можам да пијам вода, можам да испијам една или две чаши максимум во текот на денот, но особено е важно да пиеме доволно и правилно вода, постојано помалку. На секој 15-20 минути по неколку голтки вода. Ете, јас постојано со себе си носам
шишенце со вода или често пијам низ чешмите во нашиот град, во паркот каде што има, се освежувам и на тој начин постојано сум хидриран. А се разбира, сите оние што тренираат и трчаат, да кажем, и малку поактивно, да кажем, професионално или полупрофесионално, се разбира дека убаво било да внесуваат и електролити, кои што ќе им помогнат во цел тој процес, односно изотонични напитоци или оние инстант гелчиња кои што даваат енергија и во комбинација со вода се супер за да може да се направи тренингот, особено ако е подолг, и затоа што, пак ќе кажам, следува период во кој што навистина ќе има големи топли денови. Да, веќе ги чувствуваме топлите денови. Дали може би треба да се промени интензитетот на тренинзите во текот на летото? Така, секој треба добро си го познава своето тело. Еве, ја трчам, станав полнолетен во трчањето, цели 18 години, ја започнувам 19-та година со трчање и многу добро пример ќе кажам, низ мојот личен пример, си го познавам своето тело. Знам дека сум супер секогаш во топ форма, психофизички спремен да трчам и во големи горештини и можам да го направам. Тоа единствено што може условно кажам да ми наштети е да изгорам од сонцето. Меѓутоа тоа не е случај со сите. Секој треба да си го познава своето тело, да знае што може да направи, што не може, или ако сака да направи нешто ново, тоа да го направи постепено, да проба малку по малку и да навлезе во тој момент. А сите оние кои што знаат дека не можат, дефинитивно да изберат тренинг кој што ќе биде под сенка, кој што ќе биде на посвежа температура, така што на тој начин ќе знаат дека се сигурни и нема да му наштетат на своето тело, затоа што некојаш може да направиме и повеќе штета него наместо добро, со тоа што да речеме ќе избереме да трчаме во екстремно топли времења, особено и луѓе кои што се честа појава да речеме на кеот или во паркот, кога во најголема врукина ќе се облечат со шушкавец, со тренерки, мислејќи дека на тој начин ќе ослабат да и ќе дојдат до подобра форма, но она што може само да го направат се како темпирана бомба и да си наштетат себе си, односно на своето тело. Да, да дојде до прегревање на телото, па и до дехидратација, нели, со тој начин. Како може да се приклучат сите оние кои што сакаат да бидат дел од вашиот клуб и да трчаат, затоа што годините никогаш велам дека не се пречка да се започне со некој спорт, особено со трчањето, кој што навистина е еден бесплатен спорт и може сите ние да го практикуваме доколку сме секако нели здрави. Точно. Ајде да почнеме од најмалите. Ние имаме активности за децата од најмала возраст од 3, 4, 5 години, па се до 10 години. Тоа е детска атлетика. Нашиот клуб АКК во текот на целата година на кеот на Вардар ги одржува тренинзите, така што сите заинтересирани дечиња, односно родители, може да ме исконтактираат на социјалните медиуми и да ни се придружат на тренинзите, ни забава, игра, дружење, смеа, да децата ги стекнат оние почетни здрави животни навики и понатака во животот да ги практикуваат, а се разбира еве да продолжиме понатака ако се да речеме возрастни. Имаме супер понуда исто така, благодарение на Skopje City Mall имаме бесплатни тренинзи кои што се во рамките на Skopje City Running клубот. Секогаш се чекаме на главниот влез пред City Mall, па одиме на трчање на кеот и сите тие активности се бесплатни. Единствено што треба е само да најдат мотивација да дојдат до тренинг, а потоа нека остават да ги понесе позитивната енергија од сите тркачи, сите луѓе што трчаат, љубители на трчањето. Ете и јас како активен атлетичар, тренер, промотер, инструктор во трчањето да ги мотивирам, да ги инспирирам, да ги насочам кон здрав живот, кон трчање, да го засакаат тоа и можам само да кажам дека имаме луѓе од најразлична возраст, од некои 2, 3, 14 години па до 60-70 години и тоа е убавото што сите заедно сме една супер дружина, да кажам. Годините не се пречка, нема стари и млади, има само луѓе кои што се добри од аспект на подготвени во трчањето и во спортот и оние што помалку се подготвени, така што нека не се срамат, нека дојдат сите и можеби некогаш ќе бидат изненадени како некој на 50-60 години е многу подготвен од некој што е во 20-тите години. Да, одлични совети, Кукан, ти благодарам на одвоеното време. Верувам дека и ова ќе биде мотивација за нашата повозрастна публика, сите оние секако кои што се нели здрави за да дојдат и да се приклучат на трчањето и секако да си направат добро дело за своето тело. Ти благодарам уште еднаш на одвоеното време.
Фала ти, Ивано, многу поздрав уште еднаш за сите гледачи и се гледаме во некоја следна прилика.